Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Станковски, темата отцепување, можна федерализација, кантонизација, воведување на двојазичност во Република Македонија стана тема во ова предизборие. Вие сте веќе одреден период во Македонија, не во Лондон, предпоставувам дека ги следите настаните во земјава. Лидерот на СДСМ во неколку наврати, последно во своето обраќање пред албанската диаспора во Швајцарија, говори за надминување на Охридскиот рамковен договор и за воведување на двојазичност на целата територија на државата, говорејќи дека во 21 век не ни се потребни рамки и дека треба да ги надминеме за да живееме во еден граѓански концепт каде што етничката припадност, предпоставувам дека се мисли на тоа, нема да има значење. Како ги коментирате вие овие изјави на лидерот на СДСМ и колку овие се реални закани или реални предвидувања за она што ќе се случува во Македонија? Па, вака скратено, мислам дека е исклучително опасно и неодговорно да се отвараат вакви чувствителни прашања во период на изборите и истите да се прават да бидат тема на изборни калкулации и манипулации. Значи, ова се пресериозни работи за ние преку ноќ сега да ги ставиме на маса и да кажеме добро, сега ќе ја редефинираме државата, бидејќи нели ќе имаме определена замисла. Граѓанскиот концепт сам по себе не е спорен, тоа никој не го негира. Меѓутоа, одењето вон Охридскиот рамковен договор, сушност, значи одење и вон Уставот, бидејќи Охридскиот рамковен договор е имплементиран во Уставот на Република Македонија, е исклучително опасно. Значи, ние треба да имаме предвид дека Уставот е сменет како последица на рамковниот договор, кој што е мировен договор. Значи, ние имавме конфликт, имаше жртви на двете страни, и тоа е еден компромис кој што е донесен, со кој што можеби ниедна од двете страни не била целосно задоволна, и меѓутоа со кој што ние се научивме да живееме. И тој рамковен договор е исклучително комплексен, значи предвидуваше промена на устав, предвидува еден исклучително долг процес на имплементација. Значи, серија закони се донесени, со години се имплементира, да не кажеме и децении, цела деценија, со кој што е имплементиран рамковниот договор, и тука се направени многу компромиси. И сега, не е тоа мени во ресторан, каде што вие ќе си изберете она што ми се допаѓа, а она што не ми се допаѓа. Значи, тоа зборуваме за комплексен договор, гарантиран од страна на меѓународната заедница. Тоа е како домино, ако повлечете едно, нели, може се да се сруши. И не е тоа тема која што ние сега ќе ја отвориме и ќе кажеме преку ноќ, нели, ние рамковниот договор е тесен, тоа е рамка, ќе одиме вон тоа, и посебно, нели, со изјави дека сега и уставот ќе се менува, без да се каже конкретно, нели, кој е тој дел што, нели, е спорен, како ќе го менуваме, зошто ќе го менуваме, на кој начин, кои ќе бидат последиците од тоа. Значи, нагласувам уште еднаш, не е тоа предмет, не може да се стави во изборен контекст и да биде предмет на изборни манипулации и да се отвори, нели, на некаков собир со помала или поголема доза на формалност. Ќе одиме едно по едно околу овие прашања. Прво ме интересира околу рамковниот договор. Постои една дилема која што се отвори во македонската јавност. Дали Охридскиот рамковен договор веќе предвидува двојазичност на целата територија на Република Македонија? Или би било тоа што го најавува Заев, а сега по него и Демократската унија за интеграција, би бил еден нов чекор, односно би било веќе надминување на рамката на Охридскиот рамковен договор? Јас мислам дека Охридскиот договор, а со тоа зборуваме за уставниот амандман, не предвидува двојазичност на целата територија на Република Македонија.
И тоа е многу, мислам, секој кој што го прочитал амандманот е многу јасно. Меѓутоа, нели, не ми верувајте мене, не му верувајте на било кој теоретичар кој што тоа ќе ви каже, ќе ви го каже. Рамковниот договор е дел од, во теоријата се нарекуваат интернационализирани меѓународни договори. Значи, постојат, нели, домашни договори, а постојат меѓународни, нели, интернационални. Меѓутоа, ова е специфичен или хибриден договор, бидејќи имаме подписници се лидерите на политичките партии плюс председателот на државата, значи домашни страни, меѓутоа со меѓународни посредници. Ваквите договори, во случај ако има дилема, се толкуваат согласно волјата која што страните ја имале во моментот кога тој конкретно член се договарал. Значи, не зборуваме ние за договор кој што се донел пред 100 години, па немаме записи од тој период, па не знам, подписниците се починати. Зборуваме за период кој што, нели, ние се сеќаваме, повеќето од нас се сеќаваат, кога се водеа воени действија и кога се договараш, барем моето истражување колку што оди, член по член, нели? Клаузула по клаузула, прашање по прашање се затвараат. И тогаш, нели, прашајте ги учесниците, им кажете, добро, вие кога преговаравте, дали вашата изворна волја беше, нели, со овој нели, предвидено со ваквиот, нели, член, кој што понатаму влезе како амандман на Уставот, да предвидите двојазичност на целата територија. Значи, тоа е едноставно. Нема тука сите, нели, вакво толкување или онакво толкување. Се смета волјата во моментот кога таа клаузула е заклучена. Веројатно сега ако излезете, нели, прошетате по Скопје, ќе најдете некои од учесниците кои што биле вклучени во тој период, може да ги прашате. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.